Здраво на сите, јас сум Реџеп Исмаил Хактан, носител на советничката листа на град Скопје и чест ми е што позади мене има луѓе кои што навистина не само што ќе бидат дел од општините, туку и да не влезат, они ќе бидат секогаш тука како тим, да заеднички работиме, да бидеме навистина совет, да видиме совест на граѓаните во општините. Ја би сакал да почнам со една многу добра традиција која што се протега со месецот октомври. Имено октомври е месец каде отпочнале бројни борби на работничката класа и на работниот народ, бројни отпори, каде месецот каде патот тргнал кој нивно ослободување и борба за правда, слобода и еднаквост. Светот знае за октомвриската револуција, со која за прв пат се воспоставуваат советите. Ние во Македонија знаеме за октомври, 11 октомври, денот кога е отпочнат отпорот за борбата за ослободување од фашистичкиот окупатор Бугарија. Но верувам, не многу скопјани знаат за црвената скопска општина. Тоа, а уште помалку, мислам дека знаат во каква чест е доделено нејзиното име. Имено, Црвена скопска општина е една мала улица, свегере 100 метри, која се наоѓа тука во центарот на градот, односно кај плоштадот Филип II, која се протега од Камени мост до почетокот на чаршијата. Црвена скопска општина е наречен периодот од октомври до јануари 1920 година. Токму тогаш, во октомври, се одржуваат првите локални избори после Првата светска војна. Избори на кои што Комунистичката партија на Југославија, заедно со работниот народ, за прв пат, по мирен пат, ја добиваат локалната власт во Македонија, односно во Скопје. На денот на самите избори, не чекајќи ги официјалните резултати, поради тоа што постоела причина зошто тоа да го направат, оти се плашеле Комунистичката партија на Југославија и работниот народ, се прашале од репресиите и од притисоците, за да не ги поништат изборите пред да завршат официјалните, пред да бидат објавени официјалните резултати кои што ги добиле со повеќе од 50% гласови. Они со мала поворка тргнуваат да слават по улиците на Скопје, извикувајќи да живее црвено Скопје. Црвената скопска општина екзистира, на жалост, само 3 месеци. Во овие 3 месеци, откако е превземана локалната власт во Скопје, се одржани дури 12 седници. На тие седници се донесени радикални решенија за коренити промени, кои што се однесувале на стамбено живење, на комунални работи и социјални политики. Црвената општина престанала да постои после наречената обстана со која се забранува Комунистичката партија на Југославија и така работниот народ ја губи власта во својот град. И знаете како продолжува приказната. Во октомври, после неколку години, повторно се крева на востание, каде што овој пат ја ослободува целата земја. Интересно е она дека на само 2 месеци пред одржување на изборите, тогашниот вестник Социјалистичка зора, во однос на состојбата на градот во кој што се наоѓа, го пишува дословно следново. Ова ќе го цитирам, за да не избега нешто, да кажам, да импровизирам.
Социјалистичка зора пишува следно: Скопје треба да ја задоволува покраината, да ја представува и да биде нејзин центар. Меѓутоа Скопје дава впечаток на една пренаселена, извалкана и ориентална паланка. И покрај тоа што е поминат повеќе од 1 век од овој напис, читајќи го денеска, впечатокот е дека ништо не е променето. И навистина е така. Скопје подолго време е окупирано. Не само нашата земја, не само Македонија, туку пред се Скопје како нејзин град е окупиран град. Узурпирани се неговите јавни површини. Тие или се уништени, или се оставени низ времето да скапат, или се претворени во машина за брз профит, од кои што лично профитираат само мал број луѓе, а последиците ги трпиме сите ние. Узурпирани се институциите на градот. Локалните властодржци недомакински се однесуваат со вакувскиот имот и тотално недомакински го трошат буџетот на градот. Во Скопје е узурпиран дури и воздухот, како и водата за пиење. Имотната класа, која се обогати од ваквиот хаос, дистанцирајќи се од потребите, почна да ги узурпира не само нашиот град, овој пат почна да ги узурпира и неговите планини, излетничките места околу него и се разбира, почна и реките да ги узурпира. Во Скопје узурпирана е и културата и образованието. Неизе денеска со поддршка на локалните властодржци ја создаваат и ја дистрибуираат партиски и неталентирани полтрони. Скопје мора да создаде место каде што ќе се развива автентична култура, за да го врати оној сјај кој што го имал пред многу години. На секој ниво од локалната самоуправа е затрупано под дебела корупција. Власта не само што не функционира за основните бирократски потреби на граѓаните, туку и целиот град во оваа состојба се зомбифицира и тој секојдневно го јаде својот народ. На Скопје узурпирана му е дури и иднината. Она е најдоброто што го знае оваа власт. И дури единствено што го знае, а тоа е задолжувањето. Скопје и неговите јавни предпријатија не само што се нефункционални, туку се и задолжени до гуша. Задолжени не сме само ние, задолжени се и идните генерации кои што доаѓаат преку нас. Наместо ние да ја одредиме судбината на градот и на градското живење, тоа го прават локалните шерифи, урбанистичката мафија и картелите и корумпиралите политичари. Затоа логиката на приватниот интерес мора подитно да биде заменета со логика на јавниот интерес. Градот мора да биде ослободен од канџите на капиталистичкиот естаблишмент. Капиталистичкиот естаблишмент во политички брак со политичарите од локалната власт го уништуваат секојдневно овој град. За да започнат било какви промени, потребен е радикален пресврт. А како и во октомври во 1920-та, така и овој октомври, на 17 ќе мора да отпочне радикалниот пресврт, каде што Скопје ќе биде заземено од црвените. Скопје повторно ќе биде црвено, левица ќе биде во советите, да живее црвено Скопје. Иако сега нашите поддржуваци се уплашени, репресирани, но зад параванот на капиталистичкиот естаблишмент и локалните властодржци ги чека изненадување. И токму тогаш ќе се соочат со она што
се досега го правеле. Токму тогаш ќе ја видат силата на црвените. Благодарам. Сега се извинувам, само чест ми е да го најавам нашиот кандидат за градоначалник, другарот Петар Георгиевски Камиказа.